Македонскиот кошаркарски шампион МЗД Скопје Аеродром вечерва е домаќин на лидерот на АБА лигата и хокеј на отворањето на 22-то коло. Надпреварот се игра во спортскиот центар Борис Трајковски. Евентуална победа за МЗД Скопје Аеродром ќе значи изголемување на шансите за пласман во горниот дел на табелата и освојување место кое обезбедува учество во некој од еврокуповите следната година. МЗД Скопје моментално има 11 победи, 10 порази, се наоѓа на 8-то место. За утре се закажани 3 надпревари: Цибона Сплит, Шолнок Цедевита и Партизан Унион Олимпија. Крка, Црвена звезда и Задар Будучност играат во недела, а овој круг ќе биде заокружен в понеделник со средбата Широки Раднички. Во Лигата на Европа синоќа заврши 16 на финалната фаза. Шампионот Атлетико Мадрид, иако победи со 1:0 гостувањето кај Рубин Казан, сепак не успеа да ја анулира негативото од првиот меч кој го загубија дома со 2:0. Фалкао во 84-та минута беше стрелец на голот за пирова победа на гостите кои рано испаѓаат од надпреварувањето кое го освоија минатата сезона. Челси одигра само 1:1 на Стенфорд Бридж против Спарта Прага, благодарение на победата во Чешка оди понатаму. Азар постигна убав гол и го однесе Челси во 8 на финалето. Наполи доживеа уште еден дебакл од Викторија Плзен, овој пат загуби со 2:0 и со вкупни 5:0 доживеа срамна елиминација. Горан Пандев ги одигра сите 90 минути за Наполи, но не успеа да го прекине голгетерскиот пост. Тотенхем во последната минута обезбеди пласман понатаму. Лион поведе со голот на Гоналон во 17-та минута и со тој резултат тие беа во следната фаза, но Дембеле со удар од далечина постигна гол во 90-та минута за голема радост на Тотенхем. Ливерпул за еден погодок не успеа да го елиминира Зенит од Сент Петерсбург. Русите поради гол во гости одат во следното коло. Црвените победија со 3:1. Хук го отвори резултатот на 0:1. 2 гола на Суарес и 1 на Ален му донесоа победа на Ливерпул од 3:1, на која не се израдуваа навивачите. Ајакс беше шокиран во Букурешт, Теоа на пенали го елиминираше холандскиот тим. Интер со убедливи 3:0 дојде до победа на гости кај Клуж. Лацио со 2:0 ја соода Борусија Мехенгладбах. Во кошаркарската Евролига синоќа со 4 средби започна 8-то коло во топ 16 фазата. Лестер Бомекелеп со својот тим Фенербахче доживеа катастрофален пораз од 60:99 од Барселона на свој терен, кој својата моќ ја покажа уште по првите две четвртини кога за 20 минути им дозволија да постигнат само 19 поени на домашните кошаркари. Барселона уфрли дури 50 и беше јасно дека Фенербахче нема никакви шанси на овој надпревар. Попустот беше и тоа што Лестер Бомекелеп сепак беше на задоволнително ниво, па за 36 минути игра беше стрелец на 17 поени, 4 асистенции, 3 скока. Убедлива победа забележи Макаби Тел Авив против Монтепаски Сиена со 92-61. Девин Спит и Јоге Охајон беа најефикасни во израелскиот тим со по 19 коша. Броз Баскет остана без ниту една победа и во 8-миот надпревар топ 16, откако на домашен терен загуби од Уникаха Малага со 68-65. Најефикасен во победничкиот тим беше хрватскиот интернационалец Лука Зорич со 26 поени, додека домакините ги предводеше словенецот Боштијан Нагбар со 17 поени. Во последниот надпревар од вчерашната програма Панатенаикос славеше на гостувањето против Жалгирис со 78-73. Најдобар во победничкиот тим беше Роко Укич со 21 поени, на литванците ги предводеше Оливија Лафајет со 15 коша. Денеска 8-то коло во топ 16 фазата ќе се комплетира со останалите 4 средби каде се среќаваат Кимки Бешикташ, а надолу ЕФС ЦСКА Москва, Олимпијакос КХ Лаборал и Реал Мадрид Алба Берлин. Во НБА лигата синоќа се одиграа само 2 средби во кои екипите на Мајами и Сан Антонио само ја зацврстија лидерската позиција во своите конференции. Во Лос Анџелес Клиперси загубија од лидерот Сан Антонио со 116-90. Тимот од Тексас со одлична игра на двата краја од теренот дојде и до својата 16-та победа во последните 17 настапи. Одмазата за двата претходни порази од Клиперси оваа сезона ја предводеше Тони Паркер со својот 31 поен во 28 минути на теренот, а Дени Грин додаде 15. Кај Клиперси најефикасен беше Мет Барнс со 18 поени од клупата, следен од Блейк Грифин и неговите 17 поени. Крис Пол мечот го заврши само со 4 поени и 3 асистенции. Доминација на гостински терен прикажи и шампионот Мајами кој сред Чикаго славеше со 86-67 за своја 9-та победа во последните 10 средби. Леброн Джеймс постигна 26 поени, 12 скока и 7 асистенции, а Двен Вейд додаде 17 поени и 8 скока. Кај Чикаго Нейт Робинсон имаше 14 поени. За Булси повторно не настапи Дерик Роуз, а неговиот камбек се очекува наскоро. За вечерва треба да се одиграат 12 средби.